Почитувани представници на медиумите, добар ден и ви благодарам за присуството. Пред неколку дена на владата и на премиерот Груевски им кажавме што конкретно треба да направат околу државниот буџет и задолжувањето на Република Македонија во странство. Наместо да им одговори на граѓаните на поставените прашања, дознаваме дека владата веќе договорила средби за задолжување со нова и скапа еврообврзница. Бидејќи ова што го прави владата има сериозни последици за граѓаните, јавната дебата мора да продолжи. Еве ги официјалните податоци од Народна банка, со кои што на крајот од 2009 година бруто надворешниот долг на земјава достигна 3,8 милијарди евра и изнесува повеќе од 60% од бруто домашниот производ. Според овој индикатор, по методологијата на Светска банка, Република Македонија влегува во високо задолжените земји. Само за 2 години, во 2008 и во 2009 година, бруто долгот на Македонија кон странство е зголемен за 1 милијарда евра. Од тоа, надворешниот долг на државниот сектор, вклучително и Народна банка, е зголемен вкупно за 220 милиони евра. Знае ли воопшто владата на ВМРО-ДПМН што прави во однос на долгот кон странство? Кога дојде на власт, со парите од приватизацијата на СМ, што ги остави СДСМ, пред време отплати долгови со каматна стапка од 6%, а потоа се задолжи со каматна стапка од околу 10%. Минатата година, наместо да се задолжи ефтино кај ММФ, издаде скапа еврообврзница. Заради таа погрешна одлука на владата, сите плаќаме 47 милиони евра повеќе за камата. Сега, владата планира да ја направи истата грешка од минатата година. Наместо задолжување кај ММФ со камата од 1,5% годишно, нова еврообврзница, за која денес пазарната каматна стапка за земја како Македонија е околу 10%. Ако најновото задолжување биде со износ од 200 милиони евра, со каматна стапка од околу 10%, со рок на враќање од 3 години, за камата би платиле 51 милион евра повеќе. Ова значи дека со двете еврообврзници, граѓаните би биле осиромашени вкупно за околу 100 милиони евра. Свесни ли се граѓаните што им прави владата? Уште пострашно е што не знаеме за што се користат странските кредити. Ја повикуваме владата да каже: со денешен датум, уште колку остана непотрошено од лани земените 175 милиони евра и за што се потрошија парите? Во што ги вложи владата тие пари за да заработи доволно и да може да го врати долгот кон странство заедно со камата од 10% годишно? Зашто ќе се трошат парите од новото задолжување по странство? Нека им објасни владата на граѓаните што ќе се случи со Македонија кога од странство веќе нема да ни даваат заеми. Една работа е сигурна. Тешко на граѓаните со влада што враќа долг со пониска каматна стапка, па зема друг долг по повисока каматна стапка. Тешко на граѓаните со влада што може да бира, ама го одбира многу поскапиот кредит. Тешко на граѓаните со влада што не кажува зашто ги искористила или зашто ќе ги искористи поземените пари. Ви благодарам. Дали имате прашања?